Денес почнуваме со посланието второто послание до Солуњаните. Ќе повториме малце, прво ќе прочитаме прва глава, да видиме за што станува збор и подоцна ќе видиме што Господ има збор за секој еден од нас денеска да ни каже нешто. Ќе ве замолам да станете, ќе читаме од второ Солуњаните првата глава. Тоа вели вака: Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солуњаните во Бог Отецот нашиот Господ Исус Христос. Благодатот вам и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, онака како што прилега, затоа што верата ваша необично многу расте и взаимната љубов која кај сите вас изобилува. Така што ние самите се фалиме со вас во Божите цркви за вашето трпение и вера и покрај сите прогони и маки што ги поднесувате. Тоа е доказ за праведниот Божи суд дека вие ќе се удостоите со Царството Божјо за кое страдате. Бидејќи справедливо е пред Бога да им ги врати маките ваши на оние што ве мачеа, а вам, на мачените, да ви возврати спокојство заедно со нас кога Господ Исус ќе се јави од небото со ангелите на својата сила, во распламнат оган, да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послуша Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети далеко од лицето на Господ и од славата на неговата моќ, која ќе дојде тој за да биде прославен во оној ден пред своите светии и да му се восхитуваат сите оние што поверуваа, а исто така и вие, бидејќи со вера го примивте нашето сведоштво. Затоа и се молиме секојаш за вас, да ве удостои нашиот Бог за звањето и да ја исполни со сила секоја желба за добрина и секое дело на верата, да се прослави во вас името на нашиот Господ Исус Христос, а вие во Него, по благодатта на нашиот Бог и на Господ Исус Христос. Амен. Повелете седнете. До сега поминавме интересно патешествие со Солуњаните. Ако тие што доаѓавте редовно ги слушавте проповедите, а тие што не сте доаѓале, ги има на YouTube. Отворете си ги и видите проповедите таму. Доста луѓе учествуваа во проповедањето на посланието до Солуњаните. Верувам дека проучувањето во малите групи помага во подлабоко разбирање на тоа послание, а тоа што апостол Павле сакаше да го пренесе на Солуњаните. Ќе ви кажеме на важна работа. Не ја земајте здраво за готово приликата подлабоко заеднички да се впуштиме во проучувањето на Божиот збор. Денес ние сме една од, како да кажам, најразлигавените генерации во историјата на човештвото. Како што гледаме тука апостол Павле кога им пишува на Солуњаните, тие поднесувале прогонство, тие поднесувале маки за да можат да бидат црква. Не за да имат не знам каква мисија, да можат да бидат црква, да можат да се собираат, да го слушаат Божиот збор. Поднесувале гонење и маки. Денеска ја имаме таа слобода да се секаме секоја недела, па и било кој ден од неделата. Сакам да кажам, не го земајте здраво за готово тоа. Потикнете ја гладта за Божиот збор, копнејте по Божиот збор, посебно кога имате прилика со црквата да зборувате за Божиот збор. Што е тоа што е поважно сега и во овој момент од Божиот збор во вашиот живот? Што е тоа што сега е поважно? Што е тоа што ќе те спречи сега да ја растеш Божјата љубов за Бога, за Него и за Неговата црква денес? Што е тоа што те спречува денес да ја растеш љубовта кон Бога, ама онака вистински да расте таа љубов? Да обстојуваш и да ја изразиш Божјата љубов. Во Римјаните има еден интересен текст каде што апостол Павле зборува за Божјата љубов, за тоа кој сме ние во Господа. И често пати кога го читам овој текст за Божјата љубов, некако го читам како едносмерна улица. Што мене ќе ме одвои од Божјата љубов? Дали ангели, дали началства, дали прогонства, што ќе ме одвои од Божјата љубов? Имам чувство дека јас стојам пасивно и Бог мене ме сака активно и ништо не може да ја спречи Неговата љубов кон мене. И тоа е така. Но видите како почнува овој текст. Кој ќе ме одвои од љубовта кон Христос?
Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Римјаните 8 глава 35 стих. Дали маката, или тегобата, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? И може би за некои од нас кои не ги знаат некои од тие архаични зборови што ги имаме во македонскиот јазик, во слободен превод, според Живко Барбутов, како го преведе тој текст, текстот би гласал вака: што мене ќе ме спречи да го сакам Господ Исус Христос од целото моје срце? Кој ќе ме одвие од љубовта кон Христос? Дали работата, или факултетот, дали зафатеноста, или измореноста? Што мене ќе ме одвие од љубовта кон Христос? И апостол Павле продолжува, вели, како што е напишано, заради тебе постојано не убиваат, не сметат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оне што не возлюби. Зашто сигурен сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни началата, ни силите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту па кое било друго создание нема да може да не оддели од Божјата љубов која во Христос Исус, нашиот Господ. Зошто кажам се до тоа? Затоа што љубовта кон Христос е таа која нас не прави повеќе од победници. Не те прави повеќе од победник тоа што знаеш нешто повеќе или нешто си искусил повеќе, или имаш некаква историја. Твојата активна љубов кон Христос е таа која тебе те прави победник. Затоа не ја земете здраво за готово било која прилика во која ќе можете слободно и со радост да го проучувате Божиот збор. Сериозно мислам тоа. Не го земете здраво за готово. Да ја манифестирате љубовта која имате за Бог кон Него во заедништвото на црквата. Копнете по секоја средба и прилика да можете да бидете со црквата и да разговарате за Неговиот збор. Понекогаш некои од вас ми праќаат некоја порака. Зашто Господ направил? Која прилика Бог ја создал? Со кој каков разговор имале за верата? Имале некоја прилика? Искрено ви кажам, порадосна порака не можам да добиам таа. Да видам дека Господ стварно отвара прилика за секој да споделиме за Неговата љубов. И нашата љубов да биде активна кон Него. Неделната богослужба, малата група, служењето во диаконија, еве го спомна Никола. Ретвитни оброк. Сега има прилика тие што можеме, секако, затоа што е во време на работно време, тие што можете, во петок сега ќе готвиме за бездомниците. Повелете, пријавете се кај Кевин да споделиме Божјата љубов на еден таков начин. Алфа курсот. Сите овие контексти кои можеме да ги уживаме по благодат Божја, не ги земете здраво за готове. Изразете ја Божјата љубов во Божјата заедница. Видите колку е важно заедништвото со Бог и со Неговата заедница, кога ќе разберете дека некои работи се заменливи, а некои работи се незаменливи. Понекогаш концептуално ги мешаме работите кои се заменливи и кои се незаменливи. И доаѓам до текстот кој треба да го проучуваме денес. Видите како почнува посланието, второто послание до Солуњаните. Мислам дека го има тука, дали го има. Вели Павле, Силван и Тимотеј. Павле, Силван и Тимотеј. Ова е почетокот на второто послание до Солуњаните. Колку убаво изгледа овој дел. Искрено ви кажам, ова многу ме охрабрува. Само овој дел. Не мора да дадам понатаму. Зошто? Ова е еден од моите омилени стихови сега во ова послание. Таму можеше да стои само Павле. Павле може да се именува само самиот себе си. Но стои Павле, Силван и Тимотеј. Некако ми дава мир знаејќи дека не е сам и дека не се представува како сам. Павле го истакнува на почетокот ги истакнува нештата кои се незаменливи и неопходни. Заедништвото и љубовта меѓу браќата со кои тој патува и служи и живее како резултат на Божјата благодат и љубов се незаменливи нешта. И тој така и ги вреднува. Доаѓаме до она што го дефинира токму овој мал дел тука од писмото. А тоа е односот.
односот е незаменлив дел од животот. Односот е незаменлив дел од животот, затоа што ние сме создадени на еден уникатен, значи секој еден од нас е уникатен. Не може да има друг Никола, друга Винсент, друг, не знам, друга Заге. Не може да има. Ние сме уникатни. И односот кој го градиме е уникатен и незаменлив. И Павле ова го означува токму на еден таков начин, на еден незаменлив начин. На почетокот ги истакнува незаменливите нешта. Овде на нас не е јасно кој точно и што работи и што служи во оваа мисија. Појма неам. Што прави Силва, што прави Тимоте. Врска неам. И знаете ли што? На Павле тоа овде во овој дел не му е ни важно. Важно е дека со него се Силан и Тимотеј. Павле во никој случај не ни представува организацијски модел кој е клучот на успехот. Не кажува ако се спомнеш прво сами од себе си, па силно или по поредот на азбуката, имате успех. Ништо тоа Павле не кажува. Тој ги набројува незаменливите нешта во животот. Тој на самиот почеток ни представува однос, бидејќи односот е незаменлив. Во време во кое ние живееме, каде трудот и вештината се највреднувани, односот станува ирелевантен. Важно е што ќе донесеш ти на оваа маса, кои способности ги донесеш. Кој си ти? 5 пари да дам за тебе, кој си ти. Важно е што можеш да правиш. Прилика така функционира светот сега. Што добивам јас од некоја личност станува поважно од тоа која е таа личност за тебе. Во ваков век, во таквиот систем на вреднување, односите се краткотрајни, разочарувачки, површни и кратковечни. Ти си во одреден однос се додека ја добиваш службата која ти е потребна. Но веднаш излегуваш од односот која службата од одреден однос е незадоволителна. Човекот и односот се сведени на лесно заменливи, нешто што никогаш не би требало да бидат. Токму затоа овој први воведен дел токму ме трогнува, бидејќи Павле, Силван и Тимотеј се спомнати како личности, а не како носители на функции или извршители на служби. Има неколку работи кои во изминативе неколку недели, знаев дека ќе проповедам на таа тема веќе некое време и го читав посланието и има време малце онака да запишам некои мисли кои ми беа важни, ќе ви кажам зошто. Прва работа е чувај ги најнапред односите. Чувај ги односите. Многу се важни. Најмногу е време и енергија посвети на развивање на односите и зачувување на односите. Мислам дека секој еден од нас ќе каже дека многу е тешко да се одржуваат и да се зачуваат односи. Не едноставно. Полесно е да направам нешто, отколку да зачувам некој однос. Понекогаш полесно е да одам пешки до крајот на светот, отколку некој однос да го зачувам и да го изградам. Понекогаш тоа ми е полесно. Јас како машко, кој е, како да кажем, task oriented, јас секогаш размислувам практично кога треба на некој однос да се пристапи, јас чекај се кој е решението во ова. Понекогаш тоа иритира, затоа што не се работи за решението, се работи за односот кој треба да се гради. Понекогаш да треба и за решението да збориме. Но понекогаш кога некој однос е во една тешка ситуација, полесно ми е ако треба да направам 100 милиони таскови за да ги завршам, ако тоа помогне за некој однос да се обнови, отколку да се пуштам во обновување на однос. Тоа понекогаш е многу тешко. Многу тешко, долготрајно и макотрпно. Чувај ги најнапред односите. Втора работа. Инвестирај намногу во односите. Тоа е инвестиција која дава вистински резултати долгорочно. Остај ги краткорочните ветувања на моделите за брз раст. Не действуваат, верувајте. Трета работа. Чувај и вреднувај ги пред се односите. Нека лесно не ги отфрламе односите кои си ги градал со години. И нека лесно не се кажуваш од луѓе со кои си градал со години. Не е едноставно.
Не едноставно. Службата е заменлива, односот не е. Службата е заменлива, односот не е. Ќе бидам искрен вака, мојот пријател Игор ми е многу добар пријател, тој што е тука, што има како се вика, фризерско студио Юник. Јас искрен ќе ви кажам, мислам, барем јас така мислам, лесно ќе дојдам на некој кој ќе ми ја скрати косата. Многу лесно. Има многу во Скопје. Но нема да најдам нов Игор. Друг Игор нема шанси. Друг Игор нема шанси да најдам. Лесно ќе дојдам на некој друг кој ќе во моментов ќе организира диаконија. Лесно, еве, некој не може, друг ќе го прави. Но ќе дојдете ли лесно до Никола или претходно кој организираше мисијата Заги? Не се доаѓа лесно до него. Лесно ќе дојдете до нов пастор на Царов или некој друг пастор, има еден куп цркви. Но односот е нешто кое тешко се заменува. Личноста не се заменува. Било кој друг од нас во служба, во било која служба, службата е заменлива, односот не е. Тоа што јас длабоко го верувам и тоа што мене ми покажало низ Новиот Завет, преку исклучителни односи се развива исклучителна мисија и служба. Преку исклучителни односи се развива исклучителна мисија и служба. На крајот на својата мисија Исус седи со своите апостоли. Вика, не ве нарекувам веќе слуги, туку ве нарекувам мои пријатели. Акцентот го става на односот. Затоа што во тој исклучителен однос кој тој го имаше со нив, се развива една исклучителна мисија во светот која ние денес се нарекуваме црква. Црквата. Исклучителни односи се случува исклучителна служба. Во вториот стих, тоест на крајот на првиот стих и продолжување на вториот стих, апостол Павле зборува за црквата, ги благословува и спомнува нешто многу важно. Вели вака: Павле, Силван и Тимотеј, до црквата на Солуњаните, во Бог Отецот наш и Господ Исус Христос, благодат вам и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Павле повторува една фраза: Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Значи, во Бог, благодат вам и мир од Бог Отецот и Господ Исус Христос. Црквата, дали е во Солун, дали е во Аеродром, дали е во Скопје, во Стумица, во Охрид, најважно од се, црквата треба да биде во Бога, Отецот и Господ Исус Христос. Бидејќи пред се, црквата е и треба да биде во Бог. Во изминативе 20 години на активна мисија сум искусил црквата во многу форми. Еве, баш пред почетокот на богослужбата зборевме за различните, за црквата во различни контексти, на различни места. Кога бев ептен мал, бевме дел од методистичка црква, каде имаше организиран детски час, имаше пеење, химни, стани, седни и така натаму. Химните, песните беа напишени со вакви бројки дрвени кои се стават и во песнарката ќе се најдеш песната и ја пееш. Така беше тогаш. Сега имаме телевизор и текстот е тука, многу полесно. Зашто идуваме на хартија, да кажеме, we're green. Имаше организиран детски час, песнарки и така натаму. После бев дел од почетоците на црква, која татко ми ја почнуваше, тоа значи црква во форма на мала група, која се собира во нечиј дом, во ходникот на баба ми. Таа црква беше многу поразлична од онаа првата која искусив. Традицијски потоа искусив сосема трета црква, од методистичка, каде што сите бевме малце повкочанети, таков е форматот на таа црква. Отидовме во Осик во Пентекосна црква, каризматска црква, каде се беше живо и различно, музиката беше малку пожива, поразлична и така натаму, каде молитвените состаници може да потраат малце подолго. Сум бил на молитвени состаници кои траа со сати. Јас бев тогаш ке ме викнал да свирам клавир и луѓето се молат и никога да престанат. Викам, добро, ми се оди веќе ми се спие, како и да.
И тоа беше само на почетокот. Ја имав привилегијата во животот да пеам дури во православен хор. Пее во православен хор. Еден искусив, еден друг вид на црквена традиција. Имав можност да посетам цркви во Англија, да посетам цркви во Европа, во Америка, во Африка. По последните неколку месеци бев во Кореја, Кеј-Пап цркви. И посет цркви во најразлични фази од своето постојање. Од некоја посет цркви кои се во својот зачеток, како мала црквена домашна групичка, каде што се собираме, до огромна црква која брои, организирана црква која брои до 100.000 членови, локална црква, 100.000 членови. Тоа не можем да го разберам како функционира тоа нешто. Црквата Божја се појавува во најразлични форми на организација, традиција и што ли се не. Најважното прашање е дали јас како црква Божја стојам во Бог. Воопшто не е важно во која форма е црквата. Дали таа црква во која јас сум дел, дали јас како црквата Божја на вистина стојам во Бог, Таткото и Господ Исус Христос. Тоа е најважното прашање кое треба да го одговорим. Во што стојам јас како дел од мојата црква? Што мене ме преокупира сега и овде? Што мене ме подкрепува сега и овде? Зошто е важно активно да стојам во Бог, Таткото и Господ Исус Христос? Зошто е тоа важно? Затоа што вториот дел од она што апостол Павле го кажал како тој паралелизам, има паралелизам кај се повторуваат фразите, апостол Павле сака да каже една многу важна работа. Ако стоиме активно во Бог, Таткото и Господ Исус Христос, ние ќе имаме благодат и мир кои извираат само од Бог, Таткото и Господ Исус Христос. Само онаа црква која е во Бог, Таткото и Господ Исус Христос ја искусува благодата и мирот, кои може да дојдат само од Бог, Таткото и Господ Исус Христос. Благодата или милоста која мене очајно ми е потребна и без која не можам ни избор да изоставам, доаѓа само од Бог. Не доаѓа од друго место. Доаѓа само од Бог. Со што ќе се пофалиме ние пред Бог? Со што? Може би пред луѓето ќе има со што да се пофалиме. Јас можам тоа да го правам. Јас сум таква лична, јас никош тоа не сум го правил, јас од секојаш сум го почитувал, правил тоа. Со што ќе се пофалиме пред Бог? Со нашите дела? Ние зависиме во целост од милоста и благодатта Божја. До таа мера до која ние не може ни да замислиме. Благодата која мене ми е потребна, од друга страна, е истата таа благодат која ми е потребна и на другите. И која благодат и милост треба да тече преку мене. Простувањето и милоста за другите во нашиот живот директно зависат од благодата и милоста која јас ги примам од Господ. Со други зборови, да бидеме искрени, ниту јас, ниту ти не може да бидеме извор на благодат и милост пред ние да примаме од Господ благодат и милост. Нема шанси. Мораме да ја примеме таа благодат и милост од Господ во нашиот живот, за да можеме да ја дадеме. Прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштираме нашите должници. Прости ни долговите наши, како што ние ги проштираме нашите должници. Тоа е еден тек, тоа е едно течение кое доаѓа од озгора, од Господ. Благодат и милост која тече за нас, но преку нас и за другите. Од друга страна, ако си христијанин, а имаш проблем со простувањето, запрашај се кога последен пат си седнал пред Бог и си барал милост за себе. Кога последен пат си имал молитва на покаяние? Моментот кога ќе заборавам што се Бог мене ми направил, што се Бог мене ми простил, во тој момент нема милост за другите. Тој е моментот кога јас почнам да се споредувам и да се гледам подобар од другите. Тој е моментот кога јас почнам да ги судам другите и да немам милост за нив. Резултатот од ваквата состојба поттикнува оговарање. Оговарање се случува само заради тоа што стои некој на едно морално скалело погоре од другиот. Знаете,
За јас да се впуштам во оговарање, еве сега јас и Ико се впуштаме во оговарање на Джеймс. За да се случи тоа, јас и Ико мораме да разбереме, да бидеме наистина бранова должина дека јас и Ико, ние сме подобри од Джеймс. Инаку оговарање нема да се случи. Ако јас мислам дека сум полош од Джеймс, зошто јас да зборам лошо за Джеймс, кога можам да зборам лошо за себе? Стоиш на повисоко морално скалило. Затоа се случува тоа. Поделби. На местото каде треба да биде простување, благодат и милост. Тоа е она што непријателот секогаш го прави. Од она што треба јас и ти да го направиме, тој никако ќе ни оправда да го направиме токму спротивното. И она што спротивното ќе го направиш изгледа дури христијански и дури добронамерно многу пати. Например, тоа што треба да го сватиме е дека благодата и простувањето не се опција за оние кои сакаат да живеат во Божјиот мир и во мир со луѓето. Мирот со Бог е бесплатен за нас. Божјиот мир јас и ти не може да го заработиме. Бесплатен е за мене, бесплатен е за тебе, за секој еден од нас. И ние не можеме да го заработиме, туку можеме само да го примиме. Мирот со Бог е бесплатен, ама Бог не го дава по секоја цена. И тоа треба да го разбереме. Мирот со Бог доаѓа преку нашето помирување со Бог, кое доаѓа единствено преку покајање. Покајанието е чекор кој не може да се заобиколи, доколку го бараме вистинското нешто што доаѓа како плод на тоа да бидеш христијанин. Искам да ви кажам, тоа зборувам од лично искуство. Понекогаш има искуства, има grudges, како да кажам, има работи, горчини кои стојат во нас. Понекогаш простувањето е во етапи. Ќе простиш и повторно Господ ќе те врати дека окей, треба малце подлабоко да загребеш малце. Да простиш повторно. И затоа важно е да обстојуваме во тој живот на покаяние, во тој живот на простување, да бидеме постојано таму. Да живееме во Божјото покаяние, преку Божјата благодат и милост. Ако сакаш да си фейк или да си вештачки, да глумиш, веројатно ти се допаѓа само групата на црквата. Вајбот не е лош. Тогаш не мора да има покаяние. Ако сакаш само си дел, онака, социјален дел од црквата, и тоа е опција. Само дојди во недела, дружи се со христијани, ќе се чувствуваш подобро, затоа што си во релативно окей друштво, добро друштво, тоа не е лошо. И со тек на време ќе изградиш некаква самоправедност, самозаштита, кој ќе ти даде добар имидж и тоа е тоа. Но ако сакаш вистинскиот плод, кој доаѓа само од Христос, плод на христијанството, да расте во тебе, покајанието е неизбежно. Покајанието е неизбежно. Покајанието те става во подредена позиција пред Бог. Покајанието нема да ти го испречи носот, туку ќе ти ја наведне главата. Се додека пристапуваме ние во било што во животот, се испрече нос, далеко сме од покајање. Покајанието е наведнува главата. Покајанието е наведнува главата. Покајанието дури влија како гледаш на себе во друштво на другите. Оној кој нема милост за другите, кој ги суди другите често, кој има многу коментари за другите, тој не го искусил вистинското покаяние веќе некое време. И да, има и лажно покаяние. Баш кога пред 2 недели го гледавме The Passion of the Christ, страдањата на Исус, и го гледавме, така почнува филмот, со Јуда и Петар. Со Јуда и Петар вечерта кога го уапсија Исус. И двајцата се тука. Тоа што е интересно, и Јуда и Петар го предадоа Христос. Јуда го предаде еднаш на водачите еврејски и така натаму. Петар го предаде Исус 3 пати. Се заколна дека не го позна. Го одрече. Кој е овој? Не бе, јас сум, никој со овој. И така натаму. Тоа што е интересно дека и двајцата се каја после. Едното покаяние беше вистинско покаяние, другото покаяние беше лажно покаяние. Знаете, Петар, додека се каеше, мислеше на Исус. Јуда, додека се каеше, мислеше на себе. Оној кој вистински се кае, се става под благодата и милоста Божја со наведната глава, знаејќи дека сега и во овој момент може само да прими благодата и милост од Бога, целосно прифаќајќи ја вината за тоа што го направил.
Оној кој лажно се кае. Се кае затоа што чувствува дискомфорт и неудобност за себе. На Јуда не му беше згодно баш тоа што се случува преди негова вина. Не зборува, пишува и постапува за да дојде до мир со Бог, туку да ја смири некако совест. Друго не го интересира. Лажното покаяние не произведува метаноја, тоа обраќање. Лажното покаяние кажа, јас до сега бев грешка, морам да свртам и додам во друг правец во животот. Лажното покаяние кажува, чека да се ослободам тоа грижа на совеста, ама ја терам после. Да се оттарасам од дискомфортот што го чувствувам, неудобноста. Без вистинско покаяние, ние не можеме да дојдеме до благодатта Божја, кој патен го отвара патот до мир со Бог, кој е единствениот вистински мир по кој ние трагаме. И тој Божи мир го менува животот вистински, бидејќи нашиот мир со Бог ќе одреди дали ќе имаме мир и со луѓето околу нас. Многу зависи мирот со луѓето околу нас од тоа дали имаме мир со Бог. Не можеш да кажеш дека го сакаш Бог, како што вели Јован, а го мразиш својот брат. Не од тоа така. Доаѓаме до 3-тиот стих. Кој еден прекрасен стих. Кај вели вака. После тие воведни зборови за тоа, кај се наоѓа црквата, кој е со Павле, што вредно на тој немногу, на почетокот, за односите, за црквата, за сите тие прекрасни работи. Апостол Павле вели вака, должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас. И ако ги читаме посланијата, во секој послание апостол Павле пишува на следен начин. Видете до Римјаните. Римјаните 1:8. Пред се му благодарам на мојот Бог преку Исус Христос за сите вас. Коринтијаните, кој пишува на Коринтијаните, секогаш, Коринтијаните 1:4. Секогаш му благодарам на мојот Бог за вас поради Божјата благодат што ви е дадена во Исус Христос. Во Ефесијаните, не престанувам да благодарам за вас, спомнувајќи ве во моите молитви. Во Филипијаните, уште една македонска црква, му благодарам на мојот Бог при секое спомнување за вас. При секое спомнување, јас му благодарам на Бог. Во Колосијаните, му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос секогаш кога се молиме за вас. До прва Солуњаните, вели, секогаш му благодариме на Бога за сите вас, сеќавајќи се на вас во нашите молитви. Второ Солуњаните, должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас. Благодарност, 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 благодарност. Единствено кај Галатјаните апостол Павле има малце проблем, затоа што адресира некои важни работи таму. После тие некои воведни теолошки зборови кои ги има, апостол Павле продолжува со следните зборови. Галатјаните 1:6. Се чудам што толку брзо се одвраќате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго благовестие. И малце станува груб после овој текст. Не вика, многу му благодарам на Бог за вас. Но, како што кажа, Павле има малку проблем со Галатјаните. Но може да се примети нешто во писмото друго. Но дури жарот кој е во тоа писмо, тој жар што го има, е жар за нивна благосостојба и жар за да останат во мирот кој доаѓа само од Бог и да не го бараат на друго место. Љубовта негова за таа црква, иако го фрустрира е огромна, во таа смисла тој е благодарен и за таа црква. Благодарноста на Павле дали беше присутна затоа што црквата беше во одлична форма и без проблеми и мани? Што мислите ви? Црквите до кои пишува, мислите дека нема никакви проблеми? Дека беа супер? Во никој случај. Ако го читаме писмото, ќе видиме дека црквата имаше доста проблеми и теолошки и односни, секакви проблеми имаше. Но апостол Павле благодарноста ја зема како став на срцето. Благодарност. Можеш да бидеш незадоволен од се живо што се случува и на начин на кој се случува, или можеш да бидеш благодарен за тоа што Господ го дава. Тоа е став на срцето. Неблагодарноста за нештата, слушате ме вака се, неблагодарното срце, неблагодарноста за нештата, која ништо не е доволно во животот, или банализирање на се што се случува во твојот живот. Веруваме дека е дел од културата околу нас, која ние рефлектираме во нас. Македонската култура.
Тоа е, јас верувам дека тој моментот кога светот влегува во црквата. Има една, не знам како од кај излегува на тие Инстаграм на Reel се појавува едно видео за една жена, не знам од каде, од Америка или помнам од каде, дошла да живее во Македонија. И се сеќавам пред некое време кој излегува првите видеа, која не ги постираше, овака стрекна, дојдов во Македонија, вакво е тука, оно. И после некое време, но 3, 4, 5 пати поред, гледам фацата дека се менува како малце и викам, сите ме прашуваат зошто сум тука, што е во Македонија, зошто сум дошла тука, вака она, и се она се обидува да го оправда нејзиниот избор зошто дошла во Македонија. Ама гледам дека владе една таква култура на супресија, дури да дојдеш со радост, ќе ја извадиме од тебе и ќе те направиме мизерен до крај. Да не ти се постои на овој свет. На таква култура ја. Моментот тоа што ме плаши е кога црквата дозволува оваа култура да влезе внатре во нас. Култура на неблагодарност, страшна неблагодарност, страшна темнина, страшна разочараност, безнадежност. И живееме на еден таков начин, јас верувам дека тој момент кога светот влегува во црквата. Јас ќе ти кажам вака. Биди радосен во Македонија, биди благодарен во Македонија, биди надежен во Македонија и ќе видиш како ситуацијата околу тебе се менува пополека. Биди радосен во црквата, биди благодарен за и во црквата, биди надежен во црквата и видиш дека и тука ситуацијата се менува. Не дозволувај културата да влезе во тебе. Нема ништо светло, верувајте. И дојдеме до 4 стих каде апостол Павле вели: и така, што ние самите се фалиме за вас, се фалиме со вас во Божите цркви за вашето трпение и вера и покрај сите прогони и маки што ги поднесувате. Приметете го ова. Павле, кој поминал премногу страдања и маки и прогонства, не се фали со своите маки и прогонства, туку се фали со верата, трпението и страдањата на другите. Тоа е многу интересно. Павле, јас верувам дека црквата во Солун пострадала, окей. А мислам дека од тоа што пострадала, од тоа што го читаме, од тоа што пострадал Павле, е смешка. Павле на едно место набројува затоа што мислам дека во 2 Коринтијаните, каде што Коринтијаните го на некој начин го става знак прашалник на неговото апостолство, па тој таму цитира, окей, ајде да ви кажам за овие супер апостоли за кои ви мислите дека се не знам што. Дали го поминале тоа, дали го доживеале тоа, па да видам кои се тие супер апостоли кои доаѓаат и ви не знам што ви кажуваат и паѓате у несвест. Апостол Павле го бради своето апостолство и затоа ги набројува сите тие макини с кои тој поминал. Но во секој друго писмо, тој се фали со верата, маките и растежот на другите. И тој во согласно со неговиот став на срцето кој можеме да го видиме во првото послание кој им го пратил, за кое проповедавме речиси пред 2 месеца. Вели во првото послание, 2 глава, 19 стих, зашто кој е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Со други зборови апостол Павле им пишува на солуњаните, со што ние кои ја почнавме црквата тука, ние кои го проповедаме евангелието кај вас, со што ќе се пофалиме ние пред Бога? Со што? Со што ќе се пофалиме? Та нели сте вие пред нашиот Господ Исус Христос при неговото доаѓање? Со други зборови апостол Павле вели, ништо не ме интересира, ни која титула имам, ни колку факултети имам завршено, ништо тоа не ме интересира. Вие сте мојата пофалба пред Господа, ништо друго. И со тоа апостол Павле се фали. Павле пред се сака да се фали со другите луѓе, се возбудува кога другите ќе успеат и ќе пораснат, и неговата радост е комплетна кога гледа дека некој расте. Спротивно на таквиот став на срцето, на таа радост за другите, во црквените кругови, не е рушење и газење на другиот, иако и тоа понекогаш се случува, но тоа стана очигледно и се отврла после некој време. Спротивно на срцето на Павле е пофалбата насочена
кон себе. Тоа е спротивно. Како што е спротивно на љубовта, не е омразата, туку е себељубието, самољубието, себељубието. На ист начин, пофалбата, тоа срце кое Павле го има за другите, не е уништување на другите, туку пофалба за себе, која е свртена со себе. Луѓе кои ќе го вртат муабетот, како и да стигнат само и само да дојдат да пофалба за себе. Анализирај се себе си. Се анализирам мене. Анализирај ги луѓето. Анализирај ги луѓето од кои може би си воодушевен. Јас имам многу луѓе во мојот живот од кои јас сум воодушевен, реално. Често пати ги спомнувам од проповедална, затоа што сум воодушевен од тие луѓе, од едната вера. Се воодушевуваш од тие луѓе заради што? Која е причината? Кој е тоа нешто кое го гледаш ти во нив? Дали е некој дар? Дали е некоја способност? Дали е некој карактер? Знаење? Или дали е некаква светост? Чија слава и светост ја рефлектираат тие луѓе од кои се воодушеват? Има, како што има вистинско и лажно покаяние, има вистинска и лажна светост. Неколку пати во животот имам искусено да посведочам на вистинска светост. На вистина. Некои луѓе кои се свети, едноставно свети луѓе. Можам да бидам онака во ниво присуство што му разоружа. Учам од нив. Искрено не можам да престанам да зборам за тие луѓе, не затоа што сум воодушевен од нивната светост, но воодушевен сум од нив затоа што ја гледам Божјата светост во нив. Толку многу што нив не ги приметувам. Луѓе кои толку многу света со Божјата светост што не можеш ни да ги приметиш нив. Луѓе кои со воодушевување ќе сведочат за нечии бебешки чекори во верата. Јас луѓето, мои пријатели кои ги знам, кои онака ги гледам дека се Божи и свети луѓе, тие се воодушување и неверојатна радост ќе зборуваат за некои бебешки чекори во верата. Најрадосни се тогаш. Не ги интересира нивната голема победа, нивната способност, што и да направи, ништо од тоа не ги интересира. Ама кога ќе видат нечија од во Господ, како раста, како се радува за нечија друга светост, за нечија друга вера, за нечија друго страдание, и тие го споделуваат и се радуваат за таа работа, можам да ја видам Божјата светост во нив. Луѓе кои се фалат со нечија друга вера, нечија друго трпение, со нечија други маки, а се слепи за своите маки. Тоа е Божјата светост. Додека Исус висеше на крстот, тој велеше, ќе простим, затоа што не знаеш што прави. Да, Исус страдаше, тој мислеше за другите. Од таква светост ние сме повикани. Од таква радост ние сме повикани. За таква благодарност ние сме повикани. Да ја рефлектираме Божјата светост. И која е целта на ова писмо? На овој воведен дел, на ова прва глава која апостол Павле пишува. Која е целта на овие односи кои апостол Павле тука ги представи? Павле, Силван и Тимотеј. Која е целта на овие благодати мир за кои тој зборува овде, кои се важни? Која е целта на тоа да престојуваме во Господ како црква? Која е целта на благодарноста која тој ја има за црквата во Солун? Која е целта на пофалбата во оваа служба за која тој пишува таму? И он има одредена цел. Што треба да биде цел на сиот наш труд, на целата наша жртва, на службата во која сме повикани, целата инвестиција, иницијатива која ние имаме внатре во нас како Христови следбеници, во црквената служба, во службата на нашиот Господ Исус Христос. Што е целта за сето ова? 5 до 12 стих. Иако апостол Павле зборува за одмаздата Божја. Вели, Господ им врати на овие кои ве измачуваат вас. Одмаздата е Божја. Но целта на сето ова што апостол Павле го пишува, во 5 стих кажува да ве направи достојни за царството. А во 12 стих пишува да станеш достоен на неговиот повик или за неговото звање, како што е во нашиот превод. Достоен за царството
достоен за неговиот повик, да не направи достојни. Како што кажав, толку многу нешта знаеме да земеме здраво за готово, толку многу нешта, толку многу односи и нешта сме ги направиле заменливи, некои не се. Живееме надвор од Божјата благодат, например, и се обидуваме да ја замениме со самоправедност или самофалба. Тоа се случува. Кога живееш надвор од Божјата благодат, ти стануваш пресвесен за самиот себе си, како Адам и Ева на почетокот. Моментот кога излега од Божјата благодат, видоа дека се голи, има проблем, тој изгреши и Бог го прашува Адам, од кај знаеш дека ти си гол? Адам што вика? Па жената што ти ми ја дае, ме излажа. Разбирате, тука завршува приказната. Почнаш ти некој муавет на самоправедност, на некоја самофалба и така натаму. Живееме без Божјиот мир. Животот без Божјиот мир. Се обидуваме да го замениме со комфор во животот. Па колку луѓе се обидуваат да дојдат до доволно работи во животот, до доволно пари во животот, доволно станови, доволно што и да е, само да дојде до некој комфор кој никогаш нема да го замени мирот кој го имаме. Затоа што мирот кој доаѓа од Бог, доаѓа од Него, ама извира од внатре од нас. Може да облечеме што сакаме, да се наместиме кај сакаме. Мирот од Господ нема да го добиеме. Комфорот нема да го замени Божиот мир. Живееме во немирот кој е резултат на животот кој е без длабок однос со Бог. Ако се обидуваш да го живееш животот без тој длабок однос со Бог, се обидуваме да го замениме со некаква поп-психологија. Во последно време се повеќе зборам за таа работа. Затоа што поп-психологијата е толку достапна веќе на сите страни. Јас се сеќавам кога студирав теологија и кога дојдов тука, тоа беше 2006-2007 година, кога зборев за психологија, тука во нашава култура уште беше странно да кажеш дека се отишол на психолог, психијатар. Боже, странно беше, се криеше од тоа. И ние се сафркаваме балканците, мојот прв комшија е мој психолог, таму се си кажуваме и така, нели? И така натаму. Моментално, терапевтската култура е насекаде. Насекаде. И воопшто немаме некој сериозна филтер да видиме што пуштаме внатре во нас. Живееме во немирот, кој е резултат на животот, кој е без длабок однос со Бог, но се обидуваме тој немир да го замениме со брзи резултати, брзи дефиниции за како да го живееме животот. Живееме во осаменост ради разрушени односи, во состојба на непростување, непомирување и се обидуваме да се изложиме на забава и да ги стимулираме центрите во мозокот за задоволство преку изложување на социјални медиуми, најразлични медиуми за забава кои постојат околу нас. А длабоките копнежи на срцето се уште викаат длабоко во нас. За длабок, интимен однос со Бог и со луѓето околу нас. Тоа не може да го покриме. Таа глад, тој крик внатре во нас, не се покрива со ништо друго. Моето прашање за секој еден од нас денес е: дали живееш во Божиот мир? Дали живееш во Божиот мир? Дали живееш во благодарност преку Божјата благодат? Дали го гледаш Божиот дар во другиот до тебе? Погледнете наоколу. Тие луѓе што седат овде околу вас се Божи дар за вас. Дали го гледаш Божиот дар во другите за вас? Дали копнеш по Божиот жив збор кој е храна за твојата душа? Твојата душа ќе биде нахранета само преку Божиот жив збор. Минатава недела почнавме со алфа курсот. Првата изјава која цитираме од Исус, која Исус ја кажува, е: јас сум лебот на животот. Со други зборови, како што јас можам да бидам храна за тебе, за твојата душа, за твоето срце, за твоето битие, ништо друго во животот нема те нахрани. Ставаш што сакаш таму, ништо нема те нахрани. Јас сум лебот на животот. Јас сум оној кој може да ги задоволи само јас можам да ги задоволам твоите најдлабоки потреби, твоите најдлабоки копнежи, тој длабок интимен однос со него, во кој тој те повикува секој ден. Кој однос ќе се манифестира
во сите аспекти на твојот живот. Преку Божјата благодат која ќе ја примеш за твојот живот, преку таа метаноја преобразба во која Господ ќе те води, преку тој мир кој ќе се всади во твоето срце, кој ќе биде мир помеѓу тебе и Бог, кој ќе се пролее и ќе стане мир помеѓу тебе и другите. И тоа ќе роди една нова радост во тебе. Радост како што никогаш не можеш да произведеш самиот. Да живееш некои нешта се незаменливи. Инвестирај во тие нешта. Инвестирај во односот со Бог. Инвестирај во односот со луѓето околу тебе. Инвестирај. Павле, Силван и Тимотеј. Искрено да бидам мојот омилен стих од ова послание. Павле, Силван и Тимотеј. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме за твојот збор, кој е храна за нас. Ти благодариме, Господи, затоа што зборуваш длабоко во нашите срца. Зборуваш длабоко, Господи Боже мој, тоа се твои зборови кои продират длабоко во нас. Боже мој, копнееме по тој длабок интимен однос со Тебе, Исе Христе. Копнееме по тие односи во кои ние ќе го градиме нашиот живот во слобода и мир. Исе Христе, помогни ни. Помогни ни, Господи Боже мој, да пристапиме во едно искрено покаяние, да доживееме вистинска преобразба, за да се роди вистинска светост во нашиот живот. Се останува во Твоите раце, Господи, затоа што се што треба да правиме, треба да биде за Твоја слава, Татко на небеса. За слава на Бог Отецот и Господ Исус Христос. Твоето име нека биде прославено, Исе Христе. Амен.